Најави за денешните настани. Вкусете го Охрид локално, кулинарската писерија на регионот. Струшката чаршија го губи автентичниот лик. Поставена фотонапонска централа на кровот на средното училиште Свети Кирил и Методи во Охрид. Успешно пронајдени тројцата странски туристи кои вчера се загубија на Галичица. Напад на Москва со дронови. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот, кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес тропски ден со сончево и многу топло време. Максималната дневна температура достигна 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и топло. Утре над северозападна, северна, североисточна и централна Европа умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици, врнежи од град и појава на невреме локално. Во останатите делови од стариот континент сончево и топло време. Со исклучок на Апенинскиот и Балканскиот полуостров во останатите предели ќе има и продор на ладна воздушна маса. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево време со локална облачност и топло. Во северните и централните делови нестабилност која ќе донесе дожд, грмотевици со град и појава на невреме локално. Максималните дневни температури на полуостровот од 25 до 41 степен. Во Македонија во вторник тропски ден со сончево и многу топло време со пораст на дневните температури ќе дува и западен и југозападен до умерен ветар, во југоисточните делови слаб до југоисточен. Утринските температури од 13 до 22, максималните дневни од 35 до 43 степени УВ индексот со вредност 8. И во Охрид во вторник тропски ден сончево и топло време со југозападен ветар до 24 км на час, минималната 17, дневната 36 степени. Во среда и четврток во Охрид сончево ветровито и посвежо со осетен пат на температурите. Утринската 15, максималната дневна 31, односно 23 степени. Во петок свежо утро со температура од 10 степени, а во текот на денот сончево и потопло со максимални 20 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Супер акција во Миса Маркети. Пилешка виршла 15 денари, неопланта чајна 149 денари, шаблон 30 јајца 149 денари, Јана ладен чај 39 денари, Пепси 4 по 1,25 литри 159 денари, Нивеа шауар гел 115 денари, Франк турско кафе 89 денари, Долче густо 299, чипс 79 денари, шлак пена 89 денари, Твинс пица 89 денари, Мини 7 Days 79 денари, Сникерс или Марс сладолед 169 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Кулинарската писерија на регионот на вкусете го Охрид локално. На 29 јули на плоштадот кај Долна Порта посетителите по втор пат ќе имаат можност да вкусат охридски специјалитети приготвени на традиционален начин. На 29 јули на плоштадот кај Долна Порта по втор пат ќе се одржи настанот Вкусете го Охрид локално во организација на Slow Food Охрид. Бидете дел од прослава која почитува врската помеѓу природата, културата и добрата храна во секоја смисла и да ја доживееме енергичната кулинарската писерија на Охрид. Поканети сте заедно да ги прославиме богатите вкусови на Охридскиот регион и посветените поединци кои го оживуваат кулинарското наследство. Заедно со нашите страсни домакини направивме менија кои го прикажуваат најдоброто од регионот, почитувајќи ги традициите. На овој извонреден собир ќе имате можност да вкусите, купите и научите за широкиот спектар на извонредни производи, порачуваат од Slow Food Охрид. На настанот охриѓани туристите ќе имаат можност да уживаат во кафе стручно сварено до совршенство, да пробаат домашни најдобри органски зеленчуци директно од мала градина, пасти од зеленчук, разновидни вкусови на домашни джемови, охридски традиционални специјалитети, ѓомлези и кошмишпите, рустичен леп од кисело тесто, хамбургер, пица и сендвич трансформирани во занаетчиско ремек дело, микробилки и јадливи цвеќиња, занаетчиски чоколади, масло од леш, најдобрите вина и пива од локалните пивари и винарии. Вкусете го Охрид локално е поддржано од Општина Охрид и Slow Food Македонија. Градските советници со полни раце работа на крајот на оваа работна недела. Свикани се 2 седници на Советот на Општина Охрид. Едната во целост посветена на советнички прашања, додека на другата градските избраници ќе дискутираат за прашањата од сферата на образованието, работата на јавните предпријатија, урбанизмот и други сфери од општественото живење. За овој петок закажани 2 седници на Советот на Општина Охрид. 29-тата седница на Советот на Општина Охрид започнува во 9 часот со предлог одлуките за давање согласност на годишниот план за вработување во општинските основни училишта во Охрид и населените места Пештани, Велгошти и Лесковец, како и за основното музичко училиште во градов. Од сферата на образованието, исто така, советниците ќе треба да се произнесат во врска предлог одлуката за прифаќање донација на движни ствари, училишна опрема од Министерството за образование и наука на Општина Охрид, наменето за општинските основни училишта, како и за предлог одлуката за давање на трајно користење движни ствари, училишна опрема, собственост на Општина Охрид на општинските основни училишта. На ова издание на седницата на Советот се и предлог програмите за измени на програмата за други комунални услуги за годинава, програмата за уредување на градежно земјиште и измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Охрид за оваа година и за изменување и дополнување на програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2023 година. Ке се гласа и за предлог одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на плоштадите и на други простори во градов и други населени места, како и за предлог одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општините Охрид и Реце. Градските советници ќе треба да одлучат и по точки за пренесување на право на користење на неколку возила кои Општина Охрид ги доби од Центарот за развој на Југозападниот плански регион и Јапонската амбасада во Македонија на јавните предпријатија Водовод, Нискоградба и Охридски комуналец. На дневниот ред на 29-тата седница ќе се најдат и точки од сферата на урбанизмот, за потреба од донесување урбанистичко-планска документација, потоа предлог одлуки за прифаќање на иницијатива за експроприација на градежно земјиште и предлог одлуки за донесување урбанистички проект со план за парцелизација за градежни парцели. 30-тото издание на седницата на Советот, закажано за 12 часот, е резервирано само за една точка. Станува збор за советничките прашања. Струшката чаршија го губи автентичниот изглед. Старите мермени плочки се распаѓаат, а наместо ревитализација се заменуваат со несоодветни материјали. Под притисок на урбаната и градежна експанзија, целосно е изменета и старата градска архитектура. Експертите велат, старото струшко јадро треба да се заштити со посебен закон.
Струшката чаршија го губи автентичниот лик. Старите мермерни плочки се распаѓаат, а наместо соодветна ревитализација тие се заменуваат со разни несоодветни материјали. Струшката чаршија е символ на градот на мостовите, дел од културно-историското богатство, специфична, единствена и уникатна. Активистите бараат ревитализација за зачувување на автентичноста. Во последниве години истата се наоѓа во критично лоша состојба. Имаме практично не може да се поминат 5 до 10 метри од чаршијата, а да не се најде испукана плочка, дупки на плочникот, плочки кои што се поставени како замена, кои што не доликуваат на автентичниот изглед на струшката чаршија. Чаршијата во Струга, која е најфреквентното шеталиште што го посетуваат бројните гости, е во лоша и критична состојба, небезбедна со дупки и нерамнини, на што негодуваат и туристите. Јас доаѓам од земја од кенгурите, од море, од плажи, од што ти не. Ама на ваква чаршија не доликува. Една повозрастна туристка од Холандија не ја виде практично дупката која што постоеше на дел од плочникот од чаршијата и падна. Се приближивме да ја помогнеме, за среќа немаше некои посериозни повреди. Сметам дека ова не треба да биде изгледот на чаршијата кој што треба да го представиме пред туристите. Под притисок на урбаната и градежната експанзија, комплетно е изменета и старата градска архитектура во Струшката чаршија. Експертите велат, старото струшко јадро треба да се заштити со посебен закон. Пронајдени тројцата странски туристи кои вчера се изгубија во Националниот парк Галичица, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 23 јули во 15 часот и 42 минути во Савара Битола 33 годишната НА од Соединетите Американски држави пријавила дека таа, нејзиниот сопруг 33 годишниот ЛЦ и нејзиниот брат 30 годишниот ЈА, сите државјани на САД се изгубиле во Националниот парк Галичица. Според пријавеното, тие тргнале да планираат конвој од Галичица, при што се разделиле и по кратко време се изгубиле. Веднаш по пријавата, полициските службеници од Савара Битола Ресен во содејство со спасувачката служба на Црвениот крст од Охрид извршиле пребарување на теренот, при што во 17 часот и 30 минути биле пронајдени, а подоцна биле спуштени на патеката која води кон селото Лесковец, каде што биле прифатени со возило од Националниот парк Галичица, транспортирани до асфалниот пат Царина Трпејца. При тоа тие биле прегледани од екипа на итната медицинска помош Ресен и било констатирано дека се во добра здравствена состојба, пошто заминале во сместувачкиот објект во Охрид, информираат од Министерството за внатрешни работи. Четврта акција за еден месец на планинската спасителна служба во југозападниот регион во земјава. Од службата апелираат посетителите да бидат внимателни и да се движат само во рамките на обележаните патеки. Галичица е отворена за туристички цели, пешачење, параглайдинг, возење четириколки, но посетителите мора да го пријават своето присуство и да ја напуштат планината најдоцна до 20 часот. Од планинската спасителна служба ги повикуваат посетителите да бидат внимателни и да се движат само во рамките на обележаните патеки. Апелот да ги почитуваат правилата на планината, да се прилагодуваат на условите кои владеат на планината, соодветно да се опремат и да носат доволно количество храна, вода и телефон со полна батерија за да може да повикаат помош доколку е тоа потребно. Изгубени, дезориентирани, паднати и повредени во провалија се најчестите интервенции на планинската служба, која има доволно опрема и кадар за спасување во планина во целиот регион. Имаме доволно ресурси за, можам да кажам слободно, за решавање на сите комплексни операции кои што би можеле да се случат во нашиот регион и во лето и во зима, така што имаме доволно возила, имаме доволно едуциран кадар. Само за еден месец планинската спасителна служба која го покрива регионот Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца имала 4 посериозни интервенции на спасување во планина. Поставена фотонапонска централа на покривот на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид, информираат од локалната. Фотонапонската централа, нејзиното проектирање и поставување е комплетна донација од страна на компанијата Окта АД Скопје.
Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи доби собствена фотонапонска централа, информираше на својот Facebook профил градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Централата е со моќност од 22 киловати и ќе биде на дополнување на новиот систем на грејење на училиштето преку топлотни пумпи, што значително ќе ги намали трошоците на оваа образовна институција, секако ќе придонесе и за заштита на животната средина. После завршувањето на формалните процедури со ЕВН околу приклучувањето во дистрибутивната мрежа, централата ќе биде ставена во функција. Фотонапонската централа, нејзиното проектирање и поставување е комплетна донација од страна на компанијата Окта АД Скопје, зашто информираше Пецаков, додавајќи дека оваа донација е вистински пример за општествена одговорност. Спортски фестивал Илинден 2023 на 2 август во Струга. Фестивалот е во организација на спортско-рекреативниот клуб Соларис од Струга, а во соработка со ватерполо репрезентацијата на Македонија. Во организација на спортско-рекреативниот клуб Соларис од Струга, а во соработка со ватерполо репрезентацијата на Македонија, како и со учество на сите други спортски клубови, спортисти, ентузијасти, професионалци и аматери, со поддршка и помош од Црвен крст Струга, на 2 август ќе биде организирано второто издание на спортскиот фестивал Илинден 2023. Концептот на спортските активности за второто издание на фестивалот опфаќа организација на разни спортски надпреварувања на вода, информираат организаторите. Ке се одржат трки во кајак, трки со супштици и трки во пливање. Пријавувањето е најдоцна до 30 јули 2023 година до 12 часот на Facebook или на Instagram профилот на спортски клуб Соларис. Во рамки на спортскиот фестивал Илинден 2023 ќе се одржат и ревијални ватерполо надпревари во организација на Македонската ватерполо федерација во турнирска форма на надпреварување. Учество ќе земат 4 екипи членки на федерацијата. Виолинистот Богосављевиќ посвети композиција на Охридско лето. Истакнатиот српски виолинист и педагог Јован Богосављевиќ вчера вечер на Охридско лето ја промовира својата композиција Аргентинска фантазија, напишана специјално за овој фестивал. Охридско лето е еден од најзначајните фестивали во Европа и регионот и затоа голема е честа и задоволството да се представиме пред овдешната публика. Концептот со кој се представивме е Аргентинска фантазија, која секако го вклучува и Астор Пјацола како еден од најпознатите аргентински композитори. Јас ја напишав композицијата Аргентинска фантазија, која токму овде на фестивалот Охридско лето ја доживеа својата светска премиера, каже виолинистот Богосављевиќ. А вечерва на фестивалот Охридско лето во црквата Света Софија целовечерен концерт ќе одржи гудачкиот квартет Шуман. На програмата се дела за гудачки квартети од композиторите Бетовен, Јаначек и Менделсон. Тројцата браќа Марк, Ерик и Кен Шуман музицираат заедно од нивното најрано детство, а заедно со виолистот Фајт Хертенштајн го сочинуваат гудачкиот квартет Шуман. Овие четворица музичари имаат неверојатна моќ да комуницираат без зборови, иако нивните индивидуални квалитети се секогаш видливи, во нивниот заеднички настап тие се единство, кое се вклопува во еден вид духовна метаморфоза. Во својот уметнички развој, квартетот Шуман веројатно ја достигнал фазата кога се е возможно, а самите ќе речат дека за нив музичкото дело вистински се развива само за време на изведба во живо. Па така, со цел да внесат дополнителна енергија на концертите и да ја потврда таа теза, тие настапуваат заедно со ред исклучителни уметници како партнери на сцената. Концертот на гудачкиот квартет Шуман ќе се одржи вечерва во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Следуваат вестите од светот. Две беспилотни летала лансирани од Украина рано утрово ја нападнале Москва, но биле пресретнати и уништени, соопшти Руското министерство за одбрана, пренесува Макфакс. Руските државни новински агенции објавија дека делови од дронот биле пронајдени на 2 километри од згради на министерството. Нарекувајќи го терористички напад, Министерството за одбрана на својата апликација за пораки Телеграм објави дека нема жртви во нападот. Ниту Министерството за одбрана, ниту градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин не соопштија каде биле пресретнати беспилотните летала. Од Киев засега нема коментар.
Евакуација на туристите и локалните жители почна и на грчкиот остров Крф поради пожар кој бесне од вчера. Крф во ноќта меѓу неделата и понеделникот издаде наредба за евакуација поради страшните пожари кои го зафатија островот. На луѓето во областите Санта, Мегула, Порто, Пали, Перитија и Синија на островот им беше кажано да се евакуираат, до не биле испратени чамци за евакуација, но засега е невозможно да се процени колку туристи има во овие области. Евакуацијата на туристите и локалните жители почна и на грчкиот остров Крф поради пожар кој бесне од вчера. Крф во ноќта меѓу неделата и понеделникот издаде наредба за евакуација поради страшните пожари кои го зафаќаат островот. На луѓето во областите Санта, Мегула, Порто, Пали, Перитија и Синија на островот им беше кажано да се евакуираат. До не биле испратени чамци за евакуација, но засега е невозможно да се процени колку туристи има во овие области. Исто така, започната евакуација во делови на островот Евија. На жителите од 4 области, Ливади, Потами, Пернараки и Платнанисто, им било кажано да се евакуираат како мерка на предпазливост и да се движат кон областа Каристос. Вчера, според одредени проценки, беше наредена евакуација на околу 30.000 луѓе од островот Родос, кој беше најтешко погоден од пожарите. Немалку 10 лица загинаа, а едно лице се уште е заробено под урнатините откако вчера попладне се урнал покрив на спортска сала во средно училиште во кинескиот град Читихар, објавија кинеските државни медиуми цитирани од CNN. Во моментот на несреќата во салата се наоѓале 19 лица, 4 успеале да побегнат, 15 биле заробени. Спасувачите се уште трагаат по едно исчезнато лице. Прелиминарната истрага покажува дека до уривањето дошло затоа што на покривот на салата бил поставен градежен материјал од работата на соседната зграда. Полицијата ги приведе одговорните за градежните работи, а надлежните продолжуваат да истражуваат несреќата. Мал приватен авион се урна на покрив од куќа во Тексас. Несреќата се случила нешто попладне во близина на аеродромот Џорџтаун, додека авионот во кој се наоѓале 3 лица требало да слета. Во тек е истрага зошто се урнал авионот. Во авионот имало 2 жени и 1 маж. Тие го преживеале падот и се здобиле со повреди кои не се опасни по живот, пишува Daily Mail. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.